Почитувани гледачи, добре дојдовте во второто издание на Дневникот на телеканал А1. Во Форшпанот погледнете за дел од темите за кои што ќе гледате во него. Од денес продолжува до исплатата на субвенциите за земјоделците. Се очекува целосно да заврши до 30 јуни годинава. Обезбедени над 100 милиони евра. Почна втората фаза од комуналното уредување кај поранешна касарна. Струмички комуналец ке постави над 5000 метри цевки. Промоција на романот Магијата на Атафо на 17 годишната струмичанка Марија Спасова. Собранието на Република Македонија денеска трет ден поред ја продолжи конститутивната седница за избор на председател, заменик на председател, членови нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата. Во репликите на вчерашното излагање на претеникот Илија Димовски, пратениците од ВМРО ДПМН побараа јасно да се каже што е се договорено меѓу СДСМ и ДУИ и истакнаа дека единствен излез од политичката криза е одржување предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Во текот на расправа пратеникот Ејуп Алими од ДУИ ја прочита содржината на платформата на албанските партии со цел, како што рече, да се отстранат дилемите. За да се отстранат дилемите и да не се добиваат дневно политички поени и да не се подгреваат тензиите меѓу двете мнозински заедници што се во оваа држава, ова е програма и платформа на албанските политички партии и решението на сите тие проблеми ќе доведе до демократизација на општеството, истакна Алими. Тој меѓу другото посочи дека платформата предвидува постигнување целосна рамноправност согласно Охридскиот рамковен договор, спроведување на принципот на мултиетничност во уставот, постигнување целосна јазична еднаквост, употреба на албанскиот јазик на сите нивоа на власта и гаранција за негова примена како фундаментално и уставно право. Во уставот треба да биде утврдено дека македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и албанскиот јазик и неговото писмо се официјални јазици во Република на Македонија, рече Алими. Според него неопходна е и сеопфатна дебата за знамето, химната, државниот грб со цел да се рефлектираат општествената мултиетничност и етничката рамноправност. Декларацијата предвидува и спроведување на реформи во согласно со договорот од Пржино, препораките на Приве и на Европската комисија, како и препораките од пристапниот диалог на високо ниво со Европската унија. Важен дел е и поддршката за работата на специјалното јавно обвинителство. Се бара и решавање на спорот за името во согласно со меѓународното право и вклучување на албанците во работната група за директни преговори со Грција, како и деблокада на патот кон целосна интеграција во НАТО и во Европската унија. Според Илија Димовски од ВМРО ДПМН, ова е потврда од има платформа и побара стенограм од обраќањето на пратеникот Алими, на што председавачот на Собранието Трајко Велјановски најави дека стенограмот ќе го добијат за време на попладневната пауза. Ова е можеби прв получекор за излез од кризата, да најдеме гаранција денеска и да го распуштиме Собранието, да биде избран председател на Собранието уште денеска, кој ќе има единствена улога да распише брзи локални избори и брзи парламентарни избори, рече Димовски. ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, додаде тој, немаат никаков проблем за председател на Собранието или на која било друга функција што ја бира Собранието на Република Македонија да биде избран албанец, турчен, србин, бошњак, влав, ром, но имаме проблем кога некој се обидува мнозинството од македонскиот народ да ги исклучи од процесот на одлучување. Во меѓувреме продолжуваат протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Еве кои се пораките од југоистокот. Сите кои што живеат во Република Македонија ќе се грижат за сувереноста и самостојноста, развојот на Република Македонија. Но нажалост гледаме се што се случува. Што се случува сега? Започнува првиот чекор во Собранието на Република Македонија. Токму јас од овде сакам да испратам силна порака до нашите народни избраници. Никако да не дозволат избор на председател на Собрание на Република Македонија. Бидејќи тоа е првиот чекор кон остварување на сите останати цели кои што ќе следуваат после тоа.
Не смееме да дозволиме. Не смееме да дозволиме да го прелистаме документот што и како. Што содржи овој документ? Прво, бинационална држава. Токму овде ќе биде феноменот да се тоа случи во Република Македонија. Второ што ќе одиме е губењето на националното чувство. Нашето име, нашата национална свест. Се она ќе дојде до промена на името. Треба да бидеме сите свесни дека тоа ќе се случи ако ние овде, кои што сме во овој марш и не сите градови на Република Македонија, кажеме дека не. И вечерва, како и претходните 30 дена во Македонија, или од 6 март во Радовиш, продолжуваме да чекориме за заедничка држава, за заедничка Македонија. Македонија е држава на македонскиот народ и на сите други етникуми кои ја почитуваат и живеат во неа. Македонскиот јазик е единствениот белег на македонецот, кој го прави посебен од другите народи. И токму затоа не го даваме и ќе го бранеме со сите сили. Нашата борба нема да прекине. Ќе продолжиме се до последниот ден. Се додека политичарите не се откажат од тиранската платформа и не распишат нови избори. Денеска имав можност да гледам малку седница на собранието. Шарените револуционери се нервозни. Им се тресат рацете кога зборуваат и тропаат по говорницата. Го повишуваат гласот и се дерат. Немаат потреба од тоа. Озвучувањето во собранието на Република Македонија е многу добро и многу добро ги слушаат и граѓаните и пратениците. Денеска се насмеав кога на Фейсбук видов дека ги повикале дел од пратениците во конференциската сала Борис Трајковски и овие паметни шарени револуционери наместо во собраниската сала запалиле автомобил и отрчале во спортскиот центар Борис Трајковски. Не се они криви, не се информирани. Премиерот Емил Димитриев и делегација на ВМРО-ДПМН, предводена од претседателот Никола Груевски, учествуваат на Конгресот на Европската народна партија и на самитот на европските десничарски партии, што се одржува денеска во Малта. Во состав на делегацијата од ВМРО-ДПМН се и членовите на партискиот извршен комитет Никола Поповски и Владко Ѓорчев и секретарот за меѓународна соработка Александар Николовски. Во делот за шефови на влади и држави на самитот на ЕПП е предвидено обраќање на премиерот Димитриев, кој се очекува да се осврне на приоритетите на интегрирање на Македонија во Европската Унија, придонесот во постигнување стабилност и предизвиците на државите во постигнување на таа цел, соопшти ВМРО-ДПМН. На Конгресот на партијата во Малта ќе присуствуваат над 2000 учесници, вклучително и 760 делегати кои се партиски функционери на партиите членки на Европската народна партија, високи дипломатски гости, 12 шефови на влади и држави од и надвор од Европската Унија. Европската народна партија, наведува во соопштението ВМРО-ДПМН, е доминантна и најголема политичка партија во Европската Унија. Во Малта се очекува да присуствуваат германската канцеларка Ангела Меркел, премиерот на Шпанија Марио Рахој, премиерката на Норвешка Ерна Солберг, ирскиот премиер Енда Кени, унгарскиот премиер Виктор Орбан, претседателот на Европската народна партија Жозеф Дол, како и претседателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер и претседателот на ЕУ Доналд Туск. На Конгресот, меѓу другото, ќе се разговара и за Брекзитот, даночната евазија на Европа, источното партнерство и процесот на интеграција. А претседателот на Европскиот совет Доналд Туск идната недела ќе посети Република Македонија, дознава МИА од дипломатски извори. Според дописникот на МИА од Европската престолнина, повод за посетата на првиот човек на Евросоветот е мигрантската криза, улогата на Македонија во справувањето со неа, како и политичката состојба во македонската држава. Посетата на Туск на Македонија ќе се случи во пресрет на се почестите предупредувања од нов бран бегалци, а како последица на посилните тензии меѓу Европската Унија и Турција
Турција и заканите за раскид на договорот за мигрантите. Имено најавите од страна на турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган за прекин на преминот на мигранти представува голема закана за Европа и пред се за балканските држави, што е причина за аларм во Европската Унија. Никулецот на политичката криза во Република Македонија е во незаконското прислушување. Постојат сериозни индици дека зад него стојат Еди Рама, италијанецот Матео Ренци и Зоран Заев под капата на Џорџ Сорос, рекоа денеска на пресконференцијата од граѓанското движење Стоп операција Сорос. Почитувани, Република Македонија е под силен напад во највиталните сфери од државата и незиното општество. Македонија денеска се соочува со удар врз безбедносниот систем преку пробивањето на истиот, удар врз граѓанскиот сектор преку корумпирани невладини организации, институционален удар врз правниот систем преку пара институции како специјалното јавно обвинителство, загрозена е слободата на говорот врз медиумите, соочени сме со удар врз уставниот поредок и унитарноста на државата. Се тоа се случува синхронизирано. Се доведува во прашање безбедноста, вештачки се крира јавното мислење, се гонат неистомисленици, се замолкнуваат медиумите, се обезличуваат македонците и се урива унитарноста на државата. Се почести се изјавите од политичари од соседна Република Албанија, кои тврдат дека Еди Рама е директно вмешан во кризата во Република Македонија. Никулец на целата криза Никулецот се наоѓа во незаконското прислушување во Република Македонија. Постојат сериозни индици дека позади незаконското прислушување во државата стојат Еди Рама, Матео Ренци и Зоран Заев. За овие тројца заеднички именител е Џорџ Сорос. Планот за незаконското прислушување бил креиран во Рим, а времето кога е направен коинцидира со престојот на Зоран Верушевски во Рим, каде во македонската амбасада беше одговорен за соработка со безбедносните служби на земјата во која е на работа и координација со нив околу современите закани по безбедност. Според италијанскиот закон, во Италија прислушување за потребите на државата вршат неколку приватни компании, кои имаат склучено соработка со италијанските власти. Од целиот континент, само во Италија, опрема за следење на комуникациите можат да купат правни лица со дозвола од италијанските власти. Македонија е официјално ставена на листата земји кои може да извезуваат свежо говедско месо во Европската Унија, соопшти денеска директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски. На 7 март оваа година Европската Унија ја стави Република Македонија како земја која може да извезува производи од говедско месо, свежи и замрзнати, и преработки од говедско месо во Европската Унија, со што се потврди дека и самата Европска Унија даде позитивен импулс за воспоставените системи на контрола и безбедност на храната, но и на системите за здравствена заштита на животните. Секако дека ова е голем потик за целата местно преработувачка индустрија и кланична индустрија да може да се отворат можностите да ги пласираат своите производи на пазарите во Европската Унија, но покрај тоа и да можат да транзитираат низ земјите членки на Европската Унија во трети земји. Голема е можноста за целиот местна индустрија, бидејќи можат да ги зголемат своите капацитети, но воедно и се исто така отвара голема можност и за развој на целиот тој сегмент за отварање на нови компании, но потенцијалот исто така е огромен за примарното производство на раси на говеда, за месни раси за говеда, каде што еве и владата нели со мерките кои ги овозможува за набавка на високопродуктивни раси на говеда се отвара и голема можност за развој на примарното производство во овој сегмент. Од денеска продолжува до исплатата на субвенциите за земјоделците и се очекува целосно да се исплатат до 30 јуни годинава. За 2017 година Министерството за земјоделство обезбедило над 100 милиони евра за субвенции.
По долги одлагања, од денес продолжува исплатата на субвенциите за земјоделците за тутун за растителното и сточарското производство, изјави Коце Иротов, одговорен во Министерството за земјоделство, сточарство и водостопанство Радовиш. За доцнувањето во исплатата се должи и на фактот што се воведуваат одредени дополнителни мерки кои произлегуваат од нарушувањата на пазарот на земјоделските производи, со цел да им се излезе во пресрет на производителите да ги покријат нивните загуби. Од денес почнува исплатата за субвенциите, значи за останатите субвенции од 2015 и за субвенциите од 2016. Така да ќе почне исплатата за субвенциите од тутун и за другите и за растителното и сточарското производство. Во текот на денешниот ден и наредните денови исплатата ќе трае како се обработуваат налозите за исплата, така и ќе тече исплата за субвенциите во наредниот период. Заради изборите беа одложени, роковите беа пробиени, ама до крајот на јуни треба да се исплатат сите субвенции. Од Министерството за земјоделство изјавија дека се обезбедени над 100 милиони евра за субвенции во 2017 година, но поради различното толкување на изборниот законник по последните парламентарни избори дојде до пречки во нивното исплаќање. Но од денеска продолжува процесот на исплата и земјоделците во наредните неколку дена може да очекуваат парите да легнат на нивните сметки. Како што информира од Министерството за земјоделство, финансиската поддршка за 2016 година земјоделците треба да ја добијат најдоцна до 30 јуни 2017 година. Во 2014 година на сметките на земјоделците беа префрлени 6,4 милиарди денари или 98,88% од планираните средства. Од програмата за 2015 година исплатени се 6,3 милиарди денари или 97,26%, а лани се реализирани 5,5 милиарди денари, што е 97,83% од обезбедените средства согласно програмата за финансиска поддршка на земјоделството за 2016 година. Комуналец Струмица е почна втората фаза од комуналното уредување на просторот во поранешната касарна. Согласно урбанистичките планови, ке се донесува на изградба на стамбени блокови. Комуналец до крајот на годината во овој реон треба да постави 5123 метри водоводни и канализациони цевки во вредност од над 24 милиони денари. ИПК Комуналец започна со поинтензивни градежни активности на просторот на поранешната касарна, каде согласно новите урбанистички планови се градат повеќе стамбени комплекси. Со тоа се наметна потребата за изведба на водоводна и канализационна инфраструктура и со овие активности започнавме уште во 2014-2015 година, кога се изведе некаде околу 3500 метри водоводни и канализационни линии во вредност од 12 милиони и 500 илјади денари, инвестиција на општина Струмица. И сега се продолжува од минатата и оваа година се продолжи согласно втората фаза од договорот за изведба на водоводна и канализационна инфраструктура во овој реон. И со овој договор се планира да се изведат вкупно 5123 метри водоводни и канализационни цевки во вредност од 24 милиона 561 илјада денари. А во Гевгелија повеќе години функционира систем 48. Деталите во прилогот што следува. Општина Гевгелија прва го воведе и веќе неколку години функционира општинскиот центар за услуги, каде граѓаните својот комунален и друг вид проблем може да го прејавуваат 24 часа дневно. За комуникација со граѓаните, отворен е кол-центарот во кој граѓаните своите проблеми, барања, забелешки, идеи и предлози за подобрување кои се во надлежност на општината може да ги прејавуваат и во населените места Миравци, Богородица, Негорци и Прдеци. Во текот на минатата година пак преку овие канцелари општинскиот центар за услуги во Гевгелија биле поднесени 2759 барања од страна на граѓаните по разни основи.
Најголем број од барањата или 657 се однесуваат на пријави за дефект на уличното осветлување, а за издавање потврди за точни адреси се поднесени 648 барања. Над 500 граѓани побарали и оствариле прием со градоначалникот на општина Гевгелија во предвидените термини за средба со граѓаните. Пријавени се и 209 новороденчиња и за истите е исплатен предвидениот паричен надомест од 6000 денари, односно 12.000 денари за третородено дете. Сите поднесени барања согласно надлежностите на општината се решени или проследени до надлежните државни органи. Се работи за систем кој што работи 24 часа и кој што ги прима сите повици од граѓаните кои што имаат некој проблем комунален, било тоа да се работи за системот за осветлување, било тоа да се работи за забележување на некоја депонија, било тоа да се работи за истекување на канализација. Значи, сето она што е секојдневие на граѓаните, може тоа да го направат најлесно преку овој систем 48. Општина Гевгелија применува повеќе алатки за комуникација со граѓаните, така што одреден проблем може да се пријави по пат на имејл, телефонско јавување, SMS порака, преку Viber или Facebook, или лично може да отидат граѓаните во канцелариите на систем 48 часа, каде што за исто толку време ќе биде разгледен и решен нивниот проблем. Во Струмица се одржа презентација за подобар развој на предприемништвото во регионот, организирано од Фондацијата за развој на мали и средни предпријатија. Ваквиот проект е насловен Мрежа за креативно предприемништво. На првата пресконференција која организира Фондацијата за развој на мали и средни предпријатија. Инаку, целта на денешната пресконференција е со цел на кратко да ве запознаеме со целите, активностите и имплементирање на проектот Мрежа за креативно предприемништво. Инаку, како што сите знаеме, секојдневно се среќаваме со поимот предприемништво, односно денеска тоа е највозбудливата сфера во економијата и бизнисот воопште. И сосема е разбирливо, бидејќи ако се зема фактот дека предприемачите се веќе тие кои што својата креативност и иновативност, а од друга страна и преземањето на ризични деловни потфати го менуваат светот. Кога станува збор за новата стратегија на Европа 2020 година, Европа повторно се сврти кон индустријата, односно токму кон таа креативна индустрија, бидејќи самата индустрија се смета дека создава нови вредности и нова конкурентност на пазарот. Во ова смисла, сепак се смета дека е битно да се обрне внимание кон производствениот процес, дали тоа е производство на некои производи кои што ќе бидат традиционални за нашиот регион, дали тоа ќе биде повеќе развој на некои екоефикасни бизниси. Во секој случај, во нашиот прекограничен регион е утврдено дека постои такви културни наследство, дека постојат традиционални занати и креативни луѓе, но се смета дека се уште не е доволно искористен целосниот потенцијал што го поседува нашиот регион. Од таа причина дојдовме на идеја заедно во прекогранична соработка со Центарот за поддршка на предприемништво, бизнес инкубатор Гоце Делчев од Република Бугарија, да напишеме и креираме проект ЕВ Мрежа за креативно предприемништво. Истиот проект го добивме и договорот го подпишавме на 17 октомври минатата година. Како цел на проектот е токму тоа да се истакне, односно сакаме да ја подобриме конкурентноста токму во регионалниот бизнис преку стимулирање на креативноста, претежно кај младите луѓе. А Општина Струмица пак додели 3.291.636 денари од општинскиот буџет за 2017 година на 25 здруженија на граѓани и фондации. Ова на денешната пресконференција го соопшти ВД градоначалникот Коста Костадинов, кој рече дека реализацијата на овие проекти ќе значат уште еден значаен исчекор во растежот на општината. Би сакал да ја информирам целокупната струмичка јавност дека Општина Струмица, согласно својата програма за работа и согласно буџетот за 2017 година, останува верна на своите заложби за финансиска поддршка на здруженијата на граѓани и фондациите, како што тоа го правеше во изминатите години. Нештата кои во минатото беа со позитивен бенефит за граѓаните на Општина Струмица, заслужуваат и мора да имаат континуитет. Со таквиот однос кон здруженијата,
Општина Струмица се издвојува како единствена во државата која меѓу другото и на ваков начин го интензивира прогресот на заедницата. По јавните повици за финансиска поддршка на здруженија и фондации од општина Струмица, објавени на 2 март деновиве, Комисијата при секторот за локален економски развој при општина Струмица, во која партиципира и представник од здруженијата на граѓани, водејќи се од објавените критериуми, изврши оценување на пристигнатите проекти. При тоа, покрај квалитетот на проектите, клучен предуслов за истите беше придржувањето кон стратегиите и акциските планови кои ги има донесена општина Струмица. Според одлуката на комисијата, од програмата В2 или социјална заштита, одобрени се финансиски средства за 4 здруженија во вкупна вредност од 493.382 денари. А во програмата Г1 локален економски развој, развој на образованието, млади и соработка со граѓански сектор, финансиска поддршка од буџетот на општина Струмица ќе добија 21 здружение или фондации во вкупна вредност од 2.798.254 денари. Според тоа, во двете споменати програми, финансиска поддршка од општинскиот буџет за 2017 година ќе добија 25 здруженија и фондации во вкупна вредност од 3.291.636 денари. Не се сомневам дека со реализација на проектите, здруженијата и фондациите ќе направат уште еден значаен исчекор во растежот на нашата општина, кој е од големо значење за сите граѓани на општина Струмица. Синоќа во Струмица се одржа промоција на првиот роман на младата струмичанка Марија Спасова, насловен како Магијата на Атафу. Почнувајќи од 1200 година постои легенда. Легенда поврзана со две семејства на овој остров. Едното семејство сме ние, а другото се Палерови. И само делот првиот роман на младата и амбициозна струмичанка Марија Спасова. Во домот на Арама, талентираната авторка Спасова го промовираше својот прв роман Магијата на Атафу. Салата беше претесна за сите оние кои сакаа да присуствуваат на самата промоција. Како што вели и самата авторка, не очекувала таква голема бројка од луѓе и навистина е пресрекна што нејзиното првенче доби една преубава промоција. Станува збор за роман со љубовна тематика во која се испреплетуваат некои авантуристички настани и нереални елементи. Од таму и символичното име на делото, Магијата на Атафу. Делото се состои од вкупно 126 страници. Лектурата ја вршеше госпогица Васка Кирова, издавач е Струмичката градска библиотека и директорката госпоѓа Тања Гошева. Лејла Нер е тенејџерка од Даблин која го бара максимумот од животот. Без размислување тргнува во 3-месечната авантура на далечниот остров Атафу, каде треба да работи како куќна помошничка во богатиот замок Луиза. Во темелите на замокот е длабоко вкопана стара тајна, која после многу години бунтовно се бори да исплива на површината. Критичноста и сомнежите на Лејла околу забраната за качување на третиот кат беа оправдани, но дали тоа таа навреме ќе го свати? Одговорот на ова прашање се наоѓа токму во оваа книга. Марија Спасова со овој роман ни ги покажува вистинските вредности на животот, дека сепак љубовта е таа која е двигател на се што она што нас не обкружува. Со прадани за улиците во центарот на градот, Дневниот центар за деца со посебни потреби од Валандово во соработка со основното училиште и средното се вклучи во одбележување на Светскиот ден на аутизмот, што се случува секоја година на 2 април. Облечени во сини маички со сини балуни и транспаренти со кои порачуваат дека децата со аутизам се исти како и сите други деца. Дневниот центар за деца со посебни потреби од Валандово со поддршка од основното училиште Јосип Броз Тито ја организираше парадата за одбележување на Светскиот ден на аутизмот 2 април. Децата заедно со своите наставнички, исто така поддржани и од родителите, поминаа низ центарот на градот, застанаа пред општината каде што ги пречека градоначалникот Никол Чечурлиновски, а потоа продолжија кон центарот за социјални работи. Оттаму на главното шеталиште изведоа музички numeri, а заедно ја отпеа и химната за аутизмот. Оваа година за прв пат во нашиот град се обележува Светскиот ден на лицата со аутизам. Како што веќе напоменав, бидејќи 2 април е викенд, одбележувањето решивме да го направиме денес со цел пораките да допрат до што поголем број на луѓе.
Ние, односно Дневниот центар за деца со посебни потреби од Валандово, заедно со Основното училиште Јосип Броз Тито од Валандово, денеска испарадиравме низ улиците на градот, при што сакавме да дадеме поддршка за овие лица и да истакнеме дека сите ние сме различни и треба да се прифаќаме онакви какви што сме. Односно да не дозволуваме различностите да не разделуваат, туку да не спојуваат. Поддршка на оваа акција која првпат се спроведува во Валандово даде и Средното училиште. При тоа, на овој марш денеска морам да истакнам дека ни се приклучи и гимназијата, кој што со своји пораки исто така дадоа поддршка на овој настан. Особено важно што морам да кажаме дека оваа организација не би била комплетна доколку немавме помош и поддршка од нашиот градоначалник и еве ќе искористам оваа прилика да му се заблагодарам, а исто така да се заблагодарам и на сите оние кои што помогнаа за организирањето на овој настан и голема благодарност до сите оние кои што одвоија дел од своето време за да присуствуваат на истиот. На 2 април секоја година се одбележува Светскиот ден на аутизмот, кој представува востановено нарушување на невролошкиот развој, кое се карактеризира со намалена способност за социјализација и за комуникација и со ограничено и повторливо однесување, а овие знаци се манифестираат пред 3-годишна возраст. Целта е да се подобри квалитетот на животот на лицата со аутизам, да се згрижат тие деца, да им се даде рана диагностика, ран третман и право на едукација и здравствена заштита. Пред крајот на дневникот да слушнеме уште неколку информации од светот. Европската народна партија денеска на својот конгрес усвојува резолуција со што едногласно порачува дека иднината на Западен Балкан е во Европската унија. Ова е најголема и највлијателна партија која што за време на нејзиниот пленарен конгрес во Малта треба да усвои резолуција со која ја поддржува евроинтеграцијата на Западен Балкан. Во нацрт резолуцијата во која имала увид Тањок пренесува Мија се наведени дека перспективата за пристапување на Западен Балкан и иднината на земјите од регионот во Европската унија имаат неподелена поддршка од оваа партија. Евроинтеграцијскиот процес беше најуспешна и најмојкна алатка на Унијата, наменета за консолидација на демократските норми и принципи во поставување на функционална економија и достигнување на мир и стабилност. ЕПП во текстот ги повикува сите членови на институциите во Европската унија повеќе да се фокусираат на Западен Балкан и да направат конкретни чекори со цел примена на она што е одлучено со Сараевската декларација, која се однесува на создавање заеднички пазар во регионот. Од друга страна, партијата ги повика земјите од Западен Балкан да не ја изгубат мотивацијата и ангажманите што се неопходни за европскиот пристапен процес. Заменик помошникот на американскиот државен секретар за евроазиски прашања Хојт Брајан Ли изјави во Приштина дека Косово ја има безрезервната поддршка на САД. И во Приштина во рамки на официјалната посета на Косово се состана со претседателот на Косовското собрание Кадри Весели со кого разговараше за актуелната ситуација на Косово и во регионот. Тој на Весели му ја потврди силната поддршка на патот на евроатлантска интеграција, изразувајќи безрезервна поддршка за Косово. Тој меѓутоа побара економската развојна политика, зголемувањето на транспарентноста, доброто управување и борбата против корупцијата да бидат приоритет на приштинските институции. Поштовани, тука е крајот на второто издание на телеканал А1. 20 часот е терминот за третиот дневник. До тогаш, пријатно.